Пред општата болница во Кочани, граѓаните се собираат чекајќи информации за проведените во синоќешниот пожар во дискотека во Кочани, во кој се верува дека загина над 50 лица, а над 100 се повредени. Граѓаните тука се организираат и спроведуваат хуманитарна акција, собирајќи ги оние најнеопходни средства за третирање на болните. Исто така Црвениот крст апелира дека за сега нема потреба од организирање на крводарителски акции, бидејќи има доволно крвни единици. Од страна на полициски службеници на СВР Скопје извршени се разговори со над 10 лица по последните информации кои што ги добив, кои се хоспитализирани во скопските болници. Извршен на разговори со еден од членовите на бендот ДНК. Распишана е централна потерница за 4 лица. Од страна на МВР во координација со јавното обвинителство се постапува во овој момент и во Министерството за економија, од каде се обезбедува документација поврзана со предметната дискотека, како и лица поврзани со истата. Се знае како дошло? Тие искрите од страните што се били. Што ги пуштат на сцената и избумнало е горе, подпали се кровот, додека се ги старали сите, многу се били изгазени. Ја знаете таа дискотека? Еден влез има? Еден влез? Да, очигледно само главниот од страните изгледа на мало. И сите бутајки се сигурно имало 1000 души таму. Ама ништо не се знае. Не знаеме ни кои се тука, ни Скопје, пошти Куманово има многу. Лошо е многу. Това може само да се молиме и се надаме за порно. Часови во 2:48 беше првиот повик на 194 на брза помош. Пациентите беа на возраст од 16 години до 24 годишна возраст. Најмногу имаше со изгореници и со интоксикација на въглероден моноксид. Имало ли стампедо во болницата? Има ли такви повреди? Има повреди, за жал дека повеќето беа од стампедо, особено кај пациентите што се починати. Почина од стампедото кое што е направено при паниката што реално во тие услови. Според првичните информации во дискотеката Пулс во Кочани имало само еден влез, а истата била стар магазински објект кој бил пренаменет во дискотека. За сега е формиран обвинителски тим кој ќе ги истражува причините кои довеле до несреќата и во какви услови работела оваа дискотека во која биле присутни над 1000 луѓе според првичните информации.